Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџибадем, Систина. Дали хроничната болка е само симптом или може да стане болест, што го менува мозокот, психата и квалитетот на животот? Кога аналгетиците повеќе не помагаат? Постојат ли минимално инвазивни интервенции што ја таргетираат болката директно во изворот? Ова прашање денеска ќе му го патиме на доцент доктор Дарко Саздов, специјалист по анестезиологија и интензивно лекување од клиничката болница Аџибадем, Систина. Останете на Телма и во текот на емисијата поставете прашање во програма. За хроничната болка и современиот интервентен третман кој е проблем денеска зборуваме со доцент доктор Дарко Саздов, специјалист по анестезиологија и интензивно лекување во клиничката болница Аџибадем, Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, драго ми е што сум тука, поздрав до вас и до вашите гледачи. Се случува да се јави акутна болка поради некаков проблем и таа набрзо ќе помине, но луѓе живеат со месеци, со години со хронична немалигна болка. Дали ова болка е симптом на нешто или пак самата по себе е болест и како влијае на мозокот, на психата, на здравјето на организмот, животот со еден ваков проблем? Па болката по дефиниција представува физичко, непријатно физичко и емотивно доживување кое што е последица на некое оштетување и знак за некое оштетување на ткивото, меѓутоа може да постои и да биде предизвикана од потенцијално оштетување или нешто што наликува на такво оштетување, барем по дефиницијата на Светската здравствена организација. Од тука и по самата дефиниција произлегува дека таа е најчесто и на почетокот знак на некое оштетување, меѓутоа може да постои и засебна без такво оштетување. И во тој случај не представува аларм дека нешто се случува и резултат на оштетување, туку е можеби последица на погрешно алармирање од страна на нервниот систем. Значи проблемот може да се смири, поспалението или било што да предизвикало болка, а болката да си остане. Да. Кога сметате дека болката преминала во хронична? Колку време треба да трае? По ставовите за различни, меѓутоа зависно дали ќе го следиме америчкото или француското здружение за третман на болка, од 3 до 6 месеци. Подолго од 3 до 6 месеци. Зошто кај современиот човек крстот, односно лумбалниот дел на рветот, е слаба точка и таму најчесто се жалат на болка која што хронично обстојува? Па тоа е поврзано со повеќе фактори. Едно еволутивно луѓето сме, се исправили и живееме на две нозе, функционираме за разлика од животните и сега седа таа тежина треба да ја издржи ребетниот столб. Од друга страна, тоа е местото каде што подвижниот дел од ребетот преминува во статичен дел, а тоа е карлицата и освен што треба да го заштити и да ја носи таа тежина, треба да обезбеди огромен број на движења во тој дел и заради тоа е предилекционо место. Тоа е поврзано и со начинот на нашиот живот. Ние сме постојано по 9 до 10 часа кога работиме седнати во седечка положба со несоодветно држење на телото. Од друга страна сме све помалку физички активни и нашата мускулатура која што треба да го држи ребетниот столб исправено е послаба. Од тука целата тежина се наместо да ја држат мускулите, ја држат потпорното ткиво, односно коските и тие мали зглобчиња кои што со текот на времето се истрошуваат и настануваат дегенеративни промени. Претпоставам дека истите причини се поврзани со болката во вратот. Да, тоа е истото што значи и за крстот и за вратниот ребетен столб. Бидејќи најчесто тука се јавуваат оние упорни болки кои што се исклучително непријатни. Да, се неправилно држење на телото и постојаниот поглед надолу пред нашите телефони, голем дел се причина за тоа. Сите сме со часови на таков начин во таа положба. Многу луѓе пијат апчиња против болка, аналгетици по 3, по 4, по 5 зависност од интензитетот на болката. Што значи еден ваков постојан третман, односно само лекувањето? Може ли да доведе до некаков други здравствени тегоби? Се разбира, значи треба да се има во предвид дека сите лекови, освен што имаат позитивен ефект, сите си носат и своји несакани последици, особено ако се комбинираат соодветно или ако се претерува со нивната времена употреба и дозата со која што се употребуваат. Па така, например, нестероидните аналгетици
кај повозрасните луѓе носат поголем ризик од кардиоваскуларни заболувања, од понатаму повисок крвен притисок, бубрежно оштетување и така натаму. Значи сите тие си имаат своји негативни последици. Проблеми со желудникот. Проблеми со желудникот, така и го нагризуваат желудникот, па може да се појави нели болка во желудникот, не да може крварење, перфорација на желудникот и така натаму. А можат ли да создадат некаква зависност? Па во главном нестероидните аналгетици не се поврзани со зависност, меѓутоа другите групи од групата на опијатни аналгетици се поврзани и тие се оние кои што практично предизвикуваат зависност, што физичка, тоа и психичка зависност. Во тој случај нивното одвикнување оди многу тешко заради тие симптоми на абстиненцијална криза. Кога болката укажува дека всушност повеќе не може да биде смирена со аналгетици? Па самиот организам ќе каже, вие ќе пиете аналгетици, таа нема да се смирува. Значи таа станува интензивна, подолго трае, веќе ништо не помага, веќе не можете си најдете место кое што обично знаете да го најдете за да се ублажи болката. Се јавува навечер, ве буди од сон, придружено е со потење, придружено со висока телесна температура, појава на невролошки дефицит, ако се работи за болка која што е во крстот, па имаме невролошки дефицит во смисол на губиток на можноста за контрола на сфинктерите, пад на ногата или невролошки дефицит во смисол на губиток на мускулна сила и така натаму. Тогаш е веќе аларм дека нешто треба итно да се презема. И обично што се презема? Постојат ли некакви минимално инвазивни процедури кои што би можеле да ја смират оваа болка? Значи треба да направиме преглед и да видиме. Преглед? Еве да почнеме од тука. Значи треба да дојде пациентот да го прегледа, да си земеме анамнеза и да направиме преглед, физикален преглед и да видиме каков е типот на болката, од анамнезата и прегледот, да видиме каков е типот, кој е интензитетот, каде се шири, колку време трае и така натаму. Дали е придружена со други симптоми и во зависност од тоа ја одредуваме потребата, дали има потреба да се направи можеби некои дополнителни исследувања за да ни помогнат и не насочат во кој правец треба да одиме. Како се проценува каков е интензитетот на болката со оглед на тоа што секој од нас има различен барак и толеранција на болка? Не постојат тестови кои што се да речеме како за другите заболувања, кои што ќе ни кажат волкава и волкава. Болката златен стандард е она што пациентот ќе го каже. Значи постојат скали кои што ја одредуваме, значи на прашање на пациентот од 1 до 10 или од 1 до 100 колка е јачината на болката и пациентот сам ја одредува. Со тоа што сите луѓе имаат различна толеранција на болка. Некој што зависи од многу фактори, од начинот на воспитување, социоекономските фактори, културата и така натаму, машки, женски пол, сите ние различно реагираме и различна перцепција, имаме различна перцепција и толеранција кон болка. Кој има поголема толеранција, мажите или жените? Навидом изгледа дека жените, меѓутоа студиите покажуваат дека приближно тука сме некаде. Нема некоја драстична разлика. Нема голема разлика кога ќе дадат оценка за интензитетот на болката пациентите. Која бројка вас ве алармира дека треба да се преземе? Да, обично значи треба да биде болка која што трае. Не рековме многу подолго и треба да има интензитет поголем од 6-7 за да веќе размислуваме за некои инвазивни, да речам, или минимално или поинвазивни методи за третман на болката. Во останатите случаи, нели, се уште се задржуваме на нефармаколошки и фармаколошки начини на третман во смисол на терапија, физикална терапија, промени на стилот на живот, можеби вежби, акупунктура, намалување на стрес, избегнување на одредени активности и така натаму. Но потоа настапува анестезиологот? Потоа настапува колега кој што работи одредени процедури, кај нас не мора да значи дека е тоа анестезиологот, значи во рамки на клиничка болница Ачибадем Систина, овие минимално инвазивни процедури ги работиме ние, меѓутоа ги работат и колегите од анестезија, траума, зависи, значи ние сме еден тим кој што работиме заедно. Сега има блок на болка, така? Блок на нервот. Да. Објаснете ни што е тоа? Значи, пациентот се жали на болка во одреден предел, тој предел одговара или е инервиран од одреден нерв. Во зависност од тоа, ние пробуваме да го лоцираме нервот кој што сметаме според клиничката презентација дека е одговорен за пренесување на болниот сигнал. Тој нерв го таргетираме под контрола на ултразвук, под контрола на компјутеризирана томографија или флуороскопија и со една тенка игла аплицираме лек околу нервот. Тоа представува блокадата на тој нерв. Потребно е да се земе некаква анестезија? Не, обично тие процедури се изведуваат амбулантски под локална анестезија или со некоја минимална седација. Потребно е да се комуницира со пациентот, да, потребно е да се комуницира за да знаеме дека сме точно на местото на кое што треба и дека предизвикуваме симптоми кои што практично наликуваат и се
со интензитет кој што наликува на оној кој што пациентот го има дома. А се следи Се следи континуирано, мониторира, значи се мониторираат виталните знаци. Кои се другите пристапи? Може ли со загревање на нервот да се исклучи пренесувањето на болката? Користењето на температурата и топлата и ладната температура може да се користат во третман на болка. Едните техники се означуваат како техники на радиофреквентна аблација, каде што се користи топлина, и тие се понатаму поделени зависно од интензитетот на топлината, значи може да биде класична, може да биде пулсна или може да биде ладена радиофреквентна аблација, каде што зависни или кој нерв го таргетираме и кои околни структури се можни за евентуално да ги повредиме, па затоа мораме да бидеме малку повнимателни или да користиме пониска температура. И од друга страна имаме техники кај што се користи ладна температура, односно температури од минус 80 степени, кои што се означуваат како техники на крионевролиза или криоаблација. Во тој случај аплицираме со посебен апарат, многу ниска температура, се формира една такава ice ball, односно ладна ледена топка минимална, која што треба да го зафати нервот и при тоа го ја оштетува неговата надворешна обвивка, предизвикува така наречена негова дегенерација и на тој начин се спречува пренесување на болниот сигнал. Се додека нервиот не повторно се регенерира. Значи, убавината на крионевролизата е дека не предизвикува трајно оштетување. Значи, само предизвикува онеспособување на нервот за одреден период. Во периодот додека нервот се инервира, што трае отприлика за 1 до 2 мм дневно, ние сме обезболени. Понатаму, доколку се отстрани во меѓувреме основната причина која што довела во првиот ред до појава на болката, можеме да бидеме и да сметаме дека сме обезболени. А што е со инекциите кои што се даваат директно во ребето, епидурални стероидни инекции? Дали тие само обезболуваат или пак може да го смират и воспалението кое што е предизвикано, да речеме, дискус хернија? Да, значи, по принцип, во ребетниот, околу ребетниот столб има повеќе структури кои што може да бидат генератори на болка. И сите тие се инервирани од различни нерви, дали било тоа дискусот, дали било прешленското тело или се нервните корени. Значи сите тие имаат различни инервации. Тие можат во одреден момент да бидат притиснати, иритирани и воспалени, а тоа е ограничен простор кај што немаат многу можност за ширење. И во такви услови кога отекуваат, се практично и притиснати. Доколку доминантно причина за појавата на болка е воспалението и отокот, тогаш епидуралните дадените стероиди можат да доведат до намалување на ослободување на цитокини, намалување на воспалението, намалување на отокот, а со тоа и намалување на притисокот. Во таков случај пациентот може да очекува дека ќе има сериозно подобрување на симптомите. Колку време трае тоа подобрување? Подобрувањето трае зависи меѓу 3-6 месеци до година. Меѓутоа не се зависи од техниката која што е направена и лекот кој што се дава, затоа што овие техники треба да ги сватиме дека се само еден дел од еден мозаик од повеќе комплементарни методи кои што се насочени кон третман на болка, а не само една единствена инекција и дека се одеднаш како магија ќе исчезне. Затоа што студиите покажуваат дека практично само 10 до 20% од пациентите после некои вакви третмани имаат комплетно обезболување. Останатите 70 до 80% можат да очекуваат дека имаат сериозно подобрување на интензитетот на болка и траење на болка. Се смета дека се успешни овие методи кога барем повеќе од 50% од пациентите ќе имаат намалување на болка и барем таа болка ќе се намали во интензитет за повеќе од 50%. Значи не идејата што значи да исчезне. реални треба да бидат очекувањата. Ние треба да обезбедиме намалена болка, помали симптоми, можност пациентот да биде поактивен физички, да прави вежби, да ја спроведува сета останата терапија, да има подобар сон, подобар квалитет на живот, да се врати на работа. Со сето тоа ние му овозможуваме да обезбеди подобар квалитет на живот, а тоа пак повратно ќе му доде исто така ќе му допринесе да има помало ниво и подобра толеранција на болка. Значи се затвара круг. Така. А дали ваквите процедури може да се употребат и за останатите зглобови, да речеме, луѓето имаат често пати болка во коленото. Да, предложена значи, им операција. Так. Не може да ја направат од одредена причина или пак свесно ја одложуваат. Дали овие третмани би биле решение за нив? Да, значи сите зглобови, практично целите во телото каде што има одредена нервна структура, можеме ние да го исклучиме тој дел да пренесува болни сигнали. Така и коленото.
ако се работи за болка која што е предизвикана заради остеоартрит, тежок остеоартрит, кај што или постоперативна болка, каде што и покрај интервенцијата имаме долготрајна болка, тогаш можеме да ги исклучиме нервите кои што се го инервираат коленото. Тоа можеме со истите техники кои што би ги искористиле за другите делови и за коленото, истите техники се употребуваат. Дополнително кај коленото има и други техники кои што практично го намалуваат крвотокот, имајќи во предвид дека воспалението предизвикува зголемен крвоток во предел на оштетените зглобови, оштетеното колено, и ако го исклучиме крвотокот, покажува да имаме обезболување. Па така има техники на емболизација на геникулатните крвни садови, со што... Кои се тие крвни садови? Крвните садови околу коленото. И кога ќе го намалиме крвотокот, го намалуваме воспалението и на тој начин обезбедуваме обезболување. Така обезболување, но што значи намален крвоток за коленото? Значи, воспалението е процес каде што се ослободуваат цитокини, сите крвни садови се шират, ослободуваат воспалителни материи кои што предизвикуваат болка. Намалувајќи го тој целиот процес, доведуваме до обезболување. Знаеме дека во коленото често пати се ставаат хиалуронски инекции, потоа PRP, кои што го подмачкуваат тој дел. Дали и тие можат да помогнат во намалувањето на болката или... Да, тие секако помагаат. Значи, коленото, нели, како и сите други зглобови, има раскавицно ткиво. Кога ќе се оштети раскавицата и кога таа нема и кога подмачкувањето не е доволно, тие структури меѓу себе се тријат и тоа е резултат на болка. Ако ние го со аплицирање на хиалуронска киселина, ПРП и други средства кои што се аплицираат во коленото, обезбедиме подобро подмачкување и подобра функција на зглобот, обезбедуваме и обезболување секако. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашање кое што се однесува за овие третмани како решение на хроничната немалигна болка. Што значи тоа немалигна болка? Еве не појаснивме на самиот почеток. Тоа значи дека етиологијата е во појавата на болка нема малигно заболување. Значи се други заболувања, не е основа. Кога се малигните, претпоставам дека пристапот е поинаков. Па да, тогаш подобро е да го третираме основното и ако го третираме основното, кое што да речеме има некој тумор кој што притиска на нервна структура, ако ја го отстраниме притисокот, ќе обезбедиме обезболување. Докторе, појаснивте на РБТ во делот на крстот како се реша проблемот со болката. Дали сите овие интервентни процедури може да се направат и во пределот на вратот? Се прават со тоа што се многу речам, бараат поголемо искуство и не сите ги правиме во нашата болница. Значи, тие се малку поризични. Да, и за тоа сега ги работиме во главно во лобалниот дел. Инаку да се работат. Да, доколку некој има упорни главоболки кои што се поврзани со... Упорни главоболки кои што се поврзани со процеси во дел на вратниот дрвет, да, можеме да ги блокираме нервите кои што ја трансферираат болката од главата. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност, а потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Пред се поздрав до докторот и до вас. Сакам да поставам едно прашање што се однесува за мојот проблем. Јас сум оперирана на двата колка, имам два вештачки колка. Првиот колк ми е опериран 2012, а вториот 2014. Првиот колку што го оперирав, сега пред година-две чувствувам болки, само по кратко пешачење, кратко движење и навечер не можам да заспиам, морам да се напијам некој аналгетик. Дали има некој, мислам, друг начин на да го решам тој проблем? Да, друг начин на решение. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Што кога е колкот во прашање, болка што се после операција? Да, значи исто болка после операција можеме да ја третираме со овие техники, меѓутоа треба да видиме зашто се јавува болката. Прво да видиме каде се наоѓа и зашто се јавува, дали е таа потекнува од колкот или е може сега последица на болка во крстот која што се пренесува кон ногата. Значи, клуче прво да се издиагностицира, да се види од каде... Точно да се види од каде потекнува. А не само да се обезболи? Нема да обезболиме ние, ако е болката значи, во колкот, ама пациентот ја чувствува тука, меѓутоа изворот може да не е тука, таа може да е пренесена. И треба да видиме каде е изворот, затоа што иначе нема да имаме ефект. Заради тоа многу често блоковите кои што ги користиме во диагностички цели. Значи, го таргетираме нервот кој што сметаме дека е извор на болка, диагностички, само со локална анестетика.
Ако постигнеме обезболување со локалниот анестетик, тогаш сме го утврдиле нервот кој што е одговорен. Тогаш знаете од каде потекнува болката. Тогаш знаеме од каде потекнува. Меѓутоа, ако не, одиме на следниот нерв кој што може би е причина. Затоа е многу важно да се утврди од каде потекнува проблемот, за да не се блокира всушност погрешен нерв. Погрешен нерв и тогаш ги имаме оние негативни последици, затоа што нервот кога ќе се блокира, а не е извор на болка, ќе имаме трнење, парестезија и така натаму. Убаво што го појаснивте, да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, имам едно прашање до докторот. Стрикно се работи лично за мене. 40 години сум, редовно пешачам по 5 километри. Меѓутоа, многу често знае да ми се јави болка до лумбалниот дел на кичмата и потоа ми се сири нагоре. После таа болка обично посетувам масажа, такви работи, аналгетици, по потреба знам да се напијам. Ми се смирува. Прашањето ми е, дали треба да се обратам до ортопед, физијатар, за некое помагало, што би требало да го носам за време на пешачење или не знам што понатам. Так, еден совет во вашиот случај. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе. Што би можеле да препорачите во овој случај? Само да се земе предвид дека денешниот гостин е специјалист по анестезиологија. Да. Значи, вака се е многу општо и многу тешко да се даде совет преку само врз основа на овие податоци, меѓутоа треба да се види во секој случај зашто многу често болката која што се јавува во грбот е механичка. Практично 80 до 90% болката е механичка и не е знак на некое сериозно оштетување, нити пак побарува некој ваков минимално инвазивен третман. Најчесто поминува со одмор, со некои минимални масажи, физикална терапија и не значи дека сега секоја болка ние треба да бараме минимално инвазивно решение или било какво оперативно решение за да ја отстраниме. Напротив, значи треба секоја болка да се соодветно таргетира, значи да не одиме сега со пиштол ако можеме да поминеме со нешто поедноставно. Значи, сепак да пробаме со нефармаколошки методи, масажа, физикална терапија, правилно држање на телото, едноставни вежби, а дури потоа, евентуално ако и понатаму перзистира и интензитетот се појачува, дури тогаш да. Има потреба од прегледи кај ортопед? Да, зашто не? Да, секако ние работиме мултидисциплинарно, значи треба да исклучиме и да видиме ортопедот што ќе каже травматологот, неврологот, неврохирургот и ние сите заедно понатаму да донесеме заклучок што е најдобро за дадениот пациент. Ајде да слушнеме уште неколку прашања од гледачи. Добар ден. Уште еден гледач очекува вклучување во денешната емисија, поточу уште двајца. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ве слушаме одлично. Вие сте во програма. Добар ден. Поздрав до емисијата и до докторот. Благодарам. Ме слушате? Одлично ве слушаме, само следете го разговорот преку слушалката. Мислам дека тоа е проблемот. Намалете го тонот на телевизорот. Ова препорака е за сите гледачи што ќе се вклучат понатаму во емисија. Повелете. Имам проблеми со колено. Имам ставано имплант. Добра. Нема да можеме да комуницираме доколку имплант не следите 8 јануари. Така што е ќе морате да го следите разговорот преку слушалката. Значи зборувате во континуитет без паузи за да може го поставите прашањето. Имам голема болка и добра. Значи, после операцијата, поставениот имплант, вие после 2 месеци понатаму имате болка и прашањето е како претпоставувам да го решите проблемот. Докторе, што советувате? Најпрво да се провери, да се испита како е тоа завршена таа интервенција, да се види дали е тоа таму се во ред, а потоа ќе бараме одговор, нели? Ако оперативно се е во ред, тогаш ќе бараме одговор во смисол на решение за типот на болка, ќе направиме дијагностичка блокада, ако го најдеме нервот кој што е одговорен за болката, можеме да го блокираме. Докторе, колку често ова се случува после операција да перзистира болката и понатаму? Еве некој дискус хернима. Ќе направи операција, истата болка чувствува и понатаму и покрај тоа што е решен проблем. Значи меѓу 10 и 30% после оперативни интервенции според литературата останува хронична болка. И покрај тоа што проблемот е целосно решен? Значи сега основниот проблем е решен, меѓутоа може да има друг. Сепак таму има нервни структури кои што можат и во текот на интервенцијата да бидат оштетени и повредени.
Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, јас сум Антик. Во програма сте, повелете. Да, имам болки во колените. Видите кога ми боли се Многу слабо ве слушаме и нејасно. Да, докторе, дали може да разберете? Не. Само ќе ве замолам уште еднаш, многу слабо ве слушаме. Момент само. Имам болки во колената неколку години, колената лева повеќе, десното помалку. И сега се појаки, не се толку многу јаки да не се држувам, и е проблем да се движам. Примих хиларонска и те ништо не помогна. Ниден лека што изен против болкица не ми помага. Беше мислав да тој инекција што се става да го мртви нервот во колената. Дали веројатно само тоа ми останува, пошто и за операција малку сум стара, 80 години. Значи, дали инекција, прашањето е зашто ние ве слушнавме со семејство, дали прашањето... За нервна блокада. За нервна блокада. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, значи, кога оштетувањето е големо, а пациентот не е во состојба да се оперира, тогаш ова е едно можно решение за да ги ослободиме пациентите од болка. Значи, да, можеме да направиме диагностички блок прво, да го видиме ефектот и зависно од тоа да одлучиме за понатамошно подолго траен ефект. Значи, најнапред се става блок во нервот за кој што се сомневате. За кој што се сомневаме, кога станува збор за коленото има 3 или 4. Добра. И понатаму го проценуваме ефектот, колку долго ќе трае и колкаво ќе биде обезболувањето. Ако сме задоволни, тогаш предложуваме некои од другите техники, било да биде крионевролиза, било да биде стероид или пак да биде радиофреквентна аблација. Бидејќи споменавте, ова не е трајно решение. Колку често може да се повторуваат овие интервентни процедури? Рековме дека должината на траење може да биде 6 месеци, може да биде и до година и може да се повторуваат на 6 месеци на година ако станува збор и за крио и за радиофреквентна. Во однос на стероидите, исто така не треба премногу често, значи најмногу 2 до 3 пати во текот на годината. Со оглед на тоа дека стероидите имаат и несакани ефекти. Дали овие процедури носат некаков ризик, бидејќи сепак се интервенира? Да, значи ризиците се минимални, во многу низок процент, под 1 до 2% и не се тоа сериозни компликации. Значи од типот на болка, од типот на можна инфекција, оток, хематом локално на местото на боцкање. А трнење? Трнење, ако недоволно го замрзнеме нервот, значи ако половично го замрзнеме нервот, тогаш можеме да имаме трнење и парестези во зоната на инервација на нервот. Парестези? Што е тоа? Тоа е истото како мравки, како да ви ода по ногата во местото каде што инервира нервот, или пак да имаме така наречена алодинија, кога нормални сензации се чувствуваат како болка. И тоа е можно? Да. Доколку е нецелосно обезболен нервот, може ли да се повтори процедурата за целосно да се обезболи? Тоа е идејата, да. Ако се јави тоа, можеме да го блокираме повторно. По аплицирањето на, односно по овие минимално инвазивни процедури за обезболување, дали пациентот може веднаш да стане и да си оди дома? Значи, како изгледа операвувањето? Неколку часа после тоа да видиме дека се е во ред и потоа истиот ден најчесто може да си оди дома, да. Оперувањето е, нели, они веднаш после тоа треба да почувствуваат подобрување. Тогаш знаеме дека сме го погодиле нервот и дека успешно сме завршиле работата, поактивно можат веднаш да се движат, сега да си се вратат на нормалните секојдневни активности, доколку станува збор за овие помалите зглобови. Кога станува збор за рбетниот столб, можеби првиот ден треба да се одлежи, а потнатаму е се според нормалните активности. Има ли некакви возрастни граници? Дали постарите лица, кои што имаат бројни коморбидитети, се кандидати? Па мислам дека баш тие се повеќе кандидати отколку останати. Значи, затоа што кај нив многу почесто се јавуваат овие хронични болки и се, да речам, не се фит за некаков посериозен хируршки третман. И во тој случај можеме да ние се најдеме како можно решение за овие пациенти, да им помогнеме да ги ослободиме од болка или да ја значително намалиме. Треба ли некакво предходно испитување на нивната општа здравствена состојба? Во принцип нешто сериозно не, бидејќи се работат во локална анестезија и не се воопшто стрес, да речам, голем за организмот.
Меѓутоа, она што не интересира е треба да исклучиме инфекција на местото локално, системска инфекција и да исклучиме проблем со евентуално крварење. Заради тоа ни е потребна барем минимум една крвна слика, една хемостаза и во тој случај можеме да продолжиме. Ќе ги вклучиме гледачите, добив знак дека очекуваат да постават прашање во продолжение на денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, јас сум на линија. Да, вие сте во програма, повелете. Јас имам голем проблем. Имам дисусхемија. Снимани е дрво целосно од половината, торакален дел, целикален врато се. Без воскопија еден неврохирург рече дека не е за операција, меѓутоа треба да се следе, ама јас имам многу јаки болки. Примав инjekции, одам на физикална терапија, ама физикалната терапија никако да ми помогне. Еве сега одам кај нас тука имам масажа еднаш неделно, моментално малку ме опуште, ама болките почнаа да ми се шират и во градниот кош. Толку јаки болки добивам што не се издржуват. И не знам сега каде да се обратам, што да правам. Така. Како барате решение за овој сериозен проблем кој што ви го нарушува квалитетот на животот и вашето секојдневие. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу јаки болки имам. Страшно болки имам. Докторе, да немате уште некој прашање? Не, тоа би било се. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи треба да видиме каде се шири и каков е типот на болката, дали таа останува е локализирана само во предел на рабетниот столб или се шири во дерматомот на одреденото ниво од градниот кош. Во зависност од тоа ќе имаме представа од каде потекнува и на кој начин треба да третираме. Во секој случај може госпоѓата да дојде да ја прегледаме и да видиме што понатаму. Можат ли различни техники да се употребат истовремено? Можат, меѓутоа нема потреба. Нема потреба. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Пред малку не се разбравме. Имам ставено имплант на 8 јануари. Имав гонантроза од 4 степен, така да 2 месеци идам на физикална. Имам ненормални болки, пијам аркоксија секој ден, поготово навечер не можам да се смирам, неиздржливи. Не знам што да правам, се јавив на лекарот, он рече ки идеш на физикална и тоа е. Дидимерите ми се 4300, не сум за во бања и не знам што да правам. Болки имам, коленото ми се блокира, така што додека сум на физикална ќе излезам, малку ме попушти. После до дома целото ми е блокирано, како во капсула. Не знам, кажете ми каде да се обратам и што да направам. Така, ви благодарам. Веќе во трет месец влегувам, а немам, болките се ненормални. Неиздржливи. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ви благодарам и јас. Имате пријатен ден, докторе, што би советувале? Да дојде на преглед, да ја видиме ортопедите, да ја видат, а понатаму, ако е таму се во ред, ние можеме да помогнеме. Што значи ова кочење на коленото после операција? Треба да види ортопедот, зашто се кочи коленото, да не може би излегува. Значи може од самата операција да е... Да видиме, не можеме сега да кажеме, да не одма кажуваме што е. Така, не може вака по телефон да се... По телефон ништо не можеме, значи треба да дојде на преглед госпоѓата, да видиме што е причината, дали воопшто има некоја механичка причина таму и ако не, понатаму можеме да се договориме. Значи, доколку нема механичка причина, во тој случај веќе следува процесот на обезболување. Дали имаме уште... Да, имаме гледачи. Добро, ќе продолжиме со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Сакам да го прашам докторот, имам болки во нозете. Од минатата година така поинтензивни, бевина терапија, скратено 7 терапии пример поради празниците, ама нема подобрување во студот. Пијам тиогама, ама јас сум диабетичар и така, и хипертоничар, све редовно си прием. Друго, што е проблемот, не знам. И кај се наоѓа докторот да ми кажете, подоцна се вклучив. Така. Ако треба да појдам, благодарам и убав ден. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе, повелете. Да, кај пациентите со диабетес многу често се јава така наречена диабетична невропатија и кај нив имаме оштетување на нервите периферни, од најчесто во предел на рацете, меѓутоа и на нозете, и како резултат на тоа се јавуваат тие болки и чувство на нестабилност при одење. Во тој случај можеме да
покрај фармаколошката терапија, господјата веќе наведе дека прима, можеме да пробаме да блокираме нервите кои што се површни и кои што се одговорни за сензибилитетот до нозете, да ја подобриме циркулацијата и може и да помогнеме во однос на болката. Инаку денешен гостин во студиото на Телма е доцент доктор Дарко Саздов, специјалист по анестезиологија и интензивно лекување во клиничката болница Аџибадем, Систина. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Не, се исклучил, добре. Продолжуваме понатаму. Пред малку едно од гледачките спомена дека и рекле упорно доди на физикална терапија. Откако ќе бидат ставени, да речеме блок на нерв или пак некоја друга интервенција за обезболување, дали пациентот е неопходно да оди на физикална терапија за ефектот да се задржи? Да, пожелно уште да биде подобро. Пожелно е да оде. Значи, ние треба да обезбедиме безболна физикална терапија. Значи, само обезболувањето со овие техники најчесто не е доволно. Значи, тоа треба да биде комплементарен дел од еден мултимодален план за третман на болка, кој што ќе вклучи секако фармаколошки методи, меѓутоа и нефармаколошки, меѓу кои што секако главно место има и физикалната терапија. Пациентите обично се плашат од игли. Се плашат од игли. Да, се плашат од игли, меѓутоа пациентите со хронична болка се имаат толку многу јаки болки, се измачени така што бараат спас во се она што може да им помогне, се волни и желни да пробаат. Така што и кога станува збор за овие интервенции, доколку можат да помогнат да прифаќаат. А оправдан е стравот од иглата во ребетот? Сите тие интервенции се многу рутински изведуваат, значи во нашата болница сите интервенции, па и таа си носат одреден ризик, меѓутоа ризиците се сведени на минимум со употреба на современи методи со кои што го следиме патот на иглата. А дали овие интервенции може да ја заменат потребата за некоја тешка хируршка интервенција пред се на ребетот? Може ли да бидат ти единственото решение? Значи, како што рековме пред малку, значи многу поретко е тоа случај, меѓу 10 и 20%. Значи, ако ние обезбедиме обезболување, пациентот нели работи физикална и во текот на времето дојде до повлекување на, да речеме, ако станува збор за дискус хернија. Во тој случај имаме комплетно решавање на проблемот. Тоа не значи дека тој понатаму нема некогаш да се повтори. Меѓутоа, во моментот, додека е повлечен дискусот, ние немаме болка. Се разбира, затоа треба да внимаваме на начинот на сите оние ризик фактори кои што во прв момент и довеле воопшто до појава на дискус хернија. Значи, ако ние успееме да го промениме начинот на живот, да го намалиме стресот, пушење, алкохол, мобилност, вежби и сето тоа, тогаш ризиците за да ни се повторат овие сите работи ќе бидат сведени на минимум. Меѓутоа, за жал, тоа никогаш и не е можно. Тоа сакав да ја прашам, колку дел од пациентите почуваат да вежбаат, да си ја зајакнат мускулатурата или бараат инстант решение? Значи, најчесто бараат инстант решение. Меѓутоа, тоа решение, такво инстант решение нема да трае долго, ако не е подкрепено со сите овие останати пропратни модалитети. Значи, секојдневно треба да се вежба. Всушност, за здравје значи, дали треба да се вежба, интензитетот на вежбање треба да биде различен и треба да биде да соодветствува на нашите можности. Значи, не дека ние сега сите треба да одиме во теретана или пилате студија, меѓутоа да бидеме активни во текот на денот, барем да пешачиме. Да не сме седнати нонстоп или легнати нонстоп. Хроничната болка, за жал, кај пациентите доведува до состојба кога тие се веќе во очај и се преплашени дека и најмало движење ќе предизвика болка. И она што го прават, се замрзнуваат, се повлекуваат, легнуваат и напротив, наместо да си направат подобро, си прават полошо. Влегуваат во еден магичен круг кога состојбата само се влошува. Зашто? Затоа што најчесто кај хроничната болка, ако нема реална голема причина, мозокот е тој или нервниот систем е тој кој што е преосетлив или испраќа, ајде да речеме, такви некои неоправдани алармни сигнали дека тука имаме некое сериозно оштетување. Најчесто кај хроничната болка таа не е резултат на некое огромно или хронично оштетување
И како такво треба да ја сватиме и да си дадеме кураж дека напротив не треба да се повлечеме, не треба да останеме седечки и во лежачки став, во лежачка положба, него постојано колку можеме да гледаме напред, да сме поактивни и попозитивни и да се враќаме на секојдневните активности. Само така можеме да си помогнеме. Не секогаш, нели, само ќе го бараме лекот во една интервенција или во еден лек кој што ќе го пиеме во текот на денот, него треба сами активни и проактивни да работиме кон своето подобро здравје. Докторе, колкав дел од овие пациенти се психолошки пропаднати, па немаат ни мотив да станат? Голем, особено пациентите со хронична болка кои што имаат проблем повеќе години. Тие се пробале се и се што и немаат веќе и што да во очај се, меѓутоа мора да останат позитивни. Намалување на стресот, когнитивна биохевиорална терапија, акупунктура, тајчи, сите тие помагаат, иако болката можеби нема да биде толку намала, меѓутоа квалитетот на живот ќе го подобри, а со тоа и нашата перцепција кон болка. А има ли луѓе кои што се предиспонирани кон вакви проблеми? Има, генетската предиспозиција е значаен фактор за појава на хроничната болка, меѓу другите ризик фактори. Доколку некој во семејството живее со хронична болка, значи има шанси неговите блиски да го... Ризикот е, не значи дека не е таква генетска строго пренесена, меѓутоа ризикот за појава постои. Колку често имате пациенти кои што се јавуваат на лекар заради хронична болка и бараат решенија? Се почесто. Многу од луѓето и не знаат каде да се обратат, меѓутоа се почесто имаме пациенти, да. Информирани ли се дека има вакви начини за обезболување? Не сите, некои знаат и точно ја бараат одредена процедура дали ја работиме, а некои и само се прашуваат кои се опциите. Значи не се сите информирани во што се ние го работиме и што се може да помогне. Но претпоставам дека помладите доаѓаат онака подготвени комплетно. Да, имаат веќе брдо информации од социјалните мрежи, од интернет и така натаму. Вештачка интелигенција, така. И доаѓаат подготвени, знаат точно која процедура ја бараат. И што да прашаат. И знаат што да прашаат, и тоа е многу важно. И што да прашат, но и што да одговорат. Така? Затоа што кога се објаснува таа анамнеза, што велите дека е исклучително важно, треба да се кажат сите работи кои што се поврзани со здравието. Така, да не се оди прешироко, меѓутоа да бидеме... да не се оди прешироко. Да. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Ви благодарам уште еднаш за поканата и драго ми е што бев ваш гостин. Се надам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Така, секако ќе се видиме повторно, кој ќе отвориме повторно некоја ваква тема која што ќе биде интересна за гледачите и важна за нивното здравје. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска бевте дел од Телма Амбуланта. Следете на секој работен ден во 12 часот и 50 минути, тоа е нашиот редовен термин, кога заедно учиме за здравјето. Ви посакувам пријатен ден.